Жителите во населбата Бел Камен во Кавадарци добија нов пристап. Денеска се асфалтираше улица број 5. Увид во градежните работи изврши градоначалникот Митко Јанчев и нагласи дека претходно на оваа улица комплетно се завршени уличното осветлување и атмосферската канализација. Јанчев најави дека комуналната изградба и во наредниот период ќе се одвива со зголемен интензитет. Изведувач на работите на оваа улица е Градба Промет со подизведувач Изолација од Скопје. Улица со број 5, така е сега класифицирана, Бел Камен, кој што поврзува од новиот кружен тек цела населба и од големо значење. Тука се изработи претходно комплетна атмосферска канализациона мрежа, пробивање на улицата, тампонирање. Ова улица е со квадратура од 1500 метри квадратни асфалт и 600 метри квадратни бехатон тротоари од двете страни. Исто така на самата улица претходно се изврши и улично осветлување, така да е комплетна во функција и од многу големо значење за целата населба Бел Камен. Тоа е една нова населба, сепак у градот, каде што до сега имаше само единствен излез, тоа беше можноста до самата градска капела. Сега ова е уште подобар излез за самата населба, меѓутоа е алтернатива за движење за луѓето. Ова е барно подолго време, може и се сеќавате, беше земјен пат, така пробиен пат кој што повеќе од 20 години стоеше нерешен. Успеавме во овие 2 години атмосферска канализација ланса година и оваа година е крајна да финишираме оваа нова улица и да биде заокружена комплетно со изградба на целиот урбанички план во Бел Камен. Кавадарци интензивно работи на подобрување и на мрежата со атмосферска канализација. Градоначалникот најави дека од септември ќе се работи на секундарна мрежа, а целта е да се соберат водите од поројниците во градот. Апсолутно, тоа е и крајната цел на атмосферската мрежа, да поројниците бидат офатени комплетно, да не одат по самите улици, по самите тротоари, да не навлегуваат во приватни имоти. Мораме тука да споменеме дека покрај овие примарни атмосферски мрежи кои што ги градиме, од некаде месец септември ќе почнеме со изградба на секундарни атмосферски мрежи со грант од 2.200.000 евра преку германска влада и КВФ банка германска, така да тогаш мислам дека драстично ќе се зголеми подобрувањето од пријавот на атмосферска канализација.